Tenneco нуди на пазарот новина на полето на амортизерите Monro OS Spectrum, наменет за возачи кои посакуваат нивните автомобили да понудат врвни карактеристики во секоја ситуација при текот на управувањето. Новиот премиум асортиман се нуди со 5 годишна гаранција на квалитетот и перформансите. Во, би рекле, пријатна работна атмосфера, македонскиот импортер за Tenneco производите, автолидер од Скопје, на своите деловни пријатели, сервисери, новинари, им го представи новитетот во гамата на Monro амортизерите OS Spectrum. Како што потенцираше првиот човек на автолидер, Горан Пејдановски, веќе се нарачани први количини на новиот амортизер и наскоро следат соодветни обуки за негово вградување, бидејќи има одредени специфичности. За работата на амортизерот и што е она што им се нуди на клиентите со овој нов производ, пред присутните се обрати Дарко Уроич, задолжен за овој регион од Tenneco Automotive. Monro OS Spectrum амортизерите ја содржат револуционерната Monro AirTech 2 Rebound Valving Technology, патентирана технологија која нуди момент на поврат на информација и одговор на променливите услови на управување со возилото. Благодарејќи на оваа технологија постигната е извонредна способност на држење на патот, помирно возење како и зголемена сигурност и контрола на возење. Monro AirTech 2 во комбинација со новата Impact Control Valve технологија им помага на OS Spectrum амортизерите да осигураат единствен спој на одлична контрола, како и намалување на бучавоста и вибрациите. Monro OS Spectrum амортизерите ги елиминираат компромисите помеѓу прецизната контрола на возилата и несаканата тврдост, кои постоеа пред тоа. Со овој систем им се нуди на купувачите вистинско задоволство при управувањето на своето возило, истакна Уроич. Сигурноста во својот производ Monro ја манифестира на тој начин што нуди 5 годишна гаранција за својот производ и тоа е единствена компанија на ова поле што дава ваква можност, но при тоа треба да бидат исполнети одредени предуслови. Во склад со новата технологија, Monro OS Spectrum амортизерите се нудат и во високо квалитетно дизајнирано пакување, со цел да се намалат можностите за штета поврзана со превозот. На пригодна свечаност, официјалниот застапник за програмата на Iveco возилата Cargomax од Скопје го прослави своето 10 годишно постоење на македонскиот пазар. Cargomax ја започна својата дејност како официјален застапник за Iveco возилата во 2007 година. Од самиот почеток па до денес бил во чекор со стандардите на принципалот, обезбедувајќи го најдобриот спој на услуги во светот на транспортот, продажба на комерцијални и специјални возила, сервис и продажба на резервни делови и компоненти од гамата на Iveco, Iveco Bus, Iveco Astra и Bosch. Cargomax инвестираше повеќе од 2 милиони евра при изградбата и опремувањето на најголемиот центар за комерцијални возила во Македонија. Сервисно-продажниот центар располага со покриен простор од 2100 метри квадратни, кој се наоѓа на плац со површина која опфаќа повеќе од 14.000 метри квадратни. Во рамките на центарот функционираат комерцијални и административни канцеларии, сервис за товарни возила, перална и магазин за резервни делови. На присутните им се обратија и гостите од Iveco, Карл Мартин Штуденер и Емилио Барато, кои истакнаа дека во Cargomax имаат достоен партнер во работата, кој на нивно големо задоволство согласно стандардите на компанијата гради цврсти позиции на пазарот. Cargomax е компанија која достојно ги репрезентира вредностите на Iveco и го пласира постоечкиот асортиман. Манифестацијата продолжи со прекрасна роденденска журка, со едно неформално дружење како и што приличи на прослава на еднодецениски раст.
Во последните неколку години сведоци сме на промени во лидерската позиција кај автомобилските гиганти, што се однесува до продажбата. Главните имиња беа оние на Volkswagen, Toyota и GM, но во моментов имаме нов производител што е сериозен конкурент за првата тројка. Од оваа година сепак дуелот на водечките почнува да стекнува сосем различни димензии, откако производителите на Renault Nissan остварија одличен кориснички интерес. Алијансата по преземањето на Mitsubishi стана далеку посериозен конкурент, па така во последните 2 месеци Renault Nissan започна драстично да ја топи разликата со Toyota и Volkswagen, а самите тие регистрираат не толку убедливо пазарно представување. Податоците на агенцијата Focus to Movie за април покажуваат колку мала е разликата помеѓу трите автомобилски компании. На челната позиција е Volkswagen со 815.429 продажби, сепак со пад од 6,1%. На второто место е Toyota со 811.643 единици, за нијанса подобри од лани 0,7%, а Renault Nissan е на трето со 764.200 возила и позитива од 3,3%. Според оствареното за првите 4 месеци од годинава, рангирањето е поразлично. Лидер е Toyota со 3.441.131 автомобил, со плюс 4,4%, пред Volkswagen со 3.400.776 и пад од 0,2%, а Renault Nissan е трет со раст од 8,5% или реализација од 3.329.481 автомобил. Најголем раст за првите 4 месеци од годината меѓу автомобилските групи оствари Geely со 48,3%, пред SAIC 16,6%, Tata 15,3% и Daimler 10,4%. Спортската поделба на Volvo Cars Polestar објави дека бројот на доработените од компанијата автомобили ја достигна границата од 100.000 единици. Со секвенцијален раст во реализацијата на компанијата Volvo за изминатиот месец, од Polestar исто така се горди на подобрување на своите резултати како дел од бизнисот. Тие евидентираа зголемување од над 30% до 12.000 оптимизирани автомобили за првите 5 месеци од годината. Ова е важен успех за Polestar и доказ за зголемената побарувачка од страна на клиенти на Volvo, кои бараат повеќе спортски ориентирани автомобили на глобално ниво, истакна по овој повод Јохан Линдквист, директор на единицата за глобална продажба на Polestar. Volvo XC60 ужива најголема популарност за доработка од страна на Polestar, пошто се подредуваат XC90 и V60, а од јули оваа година во портфолиото на спортската поделба ќе биде додадена и програма за оптимизација на целосно новата XC60. Најсилните пазари за Polestar се Кина, Шведска и Соединетите Американски држави. Последните податоци на EV Volumes покажуваат дека продажбата на електрифицирани возила, чисто електрични и плагин хибриди, во првата четвртина на оваа година се зголемила за импресивни 40% во споредба со истиот период на 2016 до ниво од 191.700 единици. Пазарниот микс за првиот квартал е 65% електрични и 35% БХЕВ, но според прелиминарните резултати за април, односот се менува на 68% за чистите електрични и 32% за хибриди, со подобрување во бизнисот од 30%. Само во април се продадени 67.800 автомобили во споредба со четвртиот месец минатата година, па стапката во однос на остварениот од лани скокна на 43%. Од EV Volumes коментираат дека продажните резултати кај електрифицираните автомобили биле под силно влијание од регионалните остварувања,
наведувајќи дека во Кина пазарот во јануари, како резултат на забавената процедура за одобрување на локалните субвенции за купување на ваков вид возила, забележа соодветен пат. Сепак, субвенциите беа договорени, па интересот во февруари беше зголемен за 77%, односно 103% за март. Податоците на EV Volumes покажуваат дека во првата четвртина на годината во Европа се забележува раст од 28% во побарувањето, а во април подобрувањето е 2,5% во споредба со претходната година. Северна Америка во првата четвртина евидентира подобрување од 50% за Канада и 49% за САД. Според статистиката на EV Volumes, лидер кај производителите во првата четвртина на годината е Тесла, а пазарниот удел на компанијата е на ниво од 13,9%. На второто место се подредува BMW Group со 9,3% пазарно учество, а на третото е Nissan со 8,8%. Предвидувањата на Агенцијата за календарската 2017 година се 1,13 милиони реализирани електрични автомобили, што би представувало пораст од 46%. Ако тоа стане реалност, тогаш вкупниот број на овој тип возила на алтернативен погон би ја преминал границата од 3 милиони единици. Ден пред финалето на Лигата на шампионите меѓу Реал и Јувентус во Кардиф, Nissan ја представи обновената варијанта на кросоверот X-Trail. Ова е револуционерно освежување, бидејќи теренецот е првиот сериски модел во светот кој е опремен со системот ProPilot. Модернизираниот кросовер кој е достапен во 5 и 7 места се разликува од сегашната варијанта по предната решетка и различните светла кои сега може да бидат целосно LED. Внатре има нов управувач и задни седишта кои може да бидат и греени. Волуменот на багажникот е зголемен од 550 на 565 литри кај верзијата со 5 седишта. Nissan ProPilot е во состојба да го управува самостојно автомобилот, да преземе целосна контрола над воланот и педалите, забрзувањето и застанување без интервенција на возачот. Засега, моделот ќе се движи автономно само во дадени ситуации, зашто ќе добива информации во реално време за сообраќајот. На овој начин, системот ќе ги земе предвид однесувањето на другите учесници во сообраќајот, за да избегне евентуален судир со нив и може да се регулира брзината во зависност од различните ситуации на патот. ProPilot е опремен со камера која поддржува висока резолуција и благодарение на специјалниот софтвер на компанијата е во состојба да создава тридимензионална мапа на знаците и другите автомобили. Компанијата има намера со текот на времето да ги подобрува можностите на системот, па ќе може автономно да се движи и во оптоварени крстосници. Компанијата Porsche ја представи најмокната и уникатна модификација на каросеријата 911 Turbo S, која го добила името Exclusive Edition. Таа се разликува од основната варијанта со зголемена за 27 конски сили моќност на моторот, специјална боја и дополнителна опрема. Како и стандардната 911 Turbo S, новото спортско купе се потпира на 6-цилиндарски бензински турбомотор со зафатнина од 3,6 литри, но нејзината моќност веќе е 607 конски сили и 750 ньютон метри вртажен момент. Забрзувањето од 0 до 100 км на час трае 2,9 секунди, а до 200 км на час 6,9 секунди. Максималната брзина е 330 км на час. Во опремата на 911 Exclusive Edition Series влегуваат 20-инчни фелни, керамички сопирачки механизми, адаптивна суспензија, дополнителен радиус на вртење на задните тркала и пакет Sport Chrono. Моделот доби и уникатна златно-жолта боја на каросеријата, направена од одделот Porsche Exclusive Manufacture.
Детали од истата присуствуваат и во интериерот на потпирачите за глава на седиштата, кои за возорот може да бидат регулирани во 18 различни положби. Ќе бидат произведени само 500 примероци, а секој од нив ќе се нуди со специјален часовник од Porsche дизајн, за чија изработка се користат карбон и титаниум. За клиентите е предвиден и посебен комплет чанти. Американскиот производител Jeep го представи својот модел Компас за пазарот во Европа. Семејниот кросовер, создаден според барањата на стариот континент, ќе се нуди во 4 нивоа на опрема: Sport, Limited, Longitude и Trailhawk, а ќе бидат достапни и 4 различни мотори. Стандардниот мотор е бензински 1,4 литарски турбо кој ќе се нуди со 140 и 170 конски сили и во комбинација со 6 брзински мануелен менувач. Достапни се и два дизел агрегати, 1,6 литарски со 120 конски сили и 2.0 со 140 или 170 конски сили. Само за последниот како опција ќе се нуди 9 степен автоматски менувач. Предвидено и понуда на 2,4 литарски бензински мотор со 150 или 184 конски сили, кој сепак би се користел само за пазарите во Русија, Африка и Блискиот Исток. Клиентите на Jeep ќе можат да избираат и меѓу 2 4x4 системи, Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low. И двете се опремени со неколку различни начини: Auto, Snow, Sand and Mud, како и Rock Mode. Последниот е компатибилен само за највисоко ниво на опрема Trailhawk. Подпирањето е независно, благодарение на архитектурата развиена од FCA. Освен тоа, шасијата содржи 65% армиран челик, осигурува поголема цврстина, безбедност и динамика. Во интериерот главната карактеристика е информативниот дисплеј, кој е достапен во 3 различни големини. Таблата со инструменти е целосно виртуелна и располага со LED екран. Првите европски земји во кои ќе се продава новиот Компас ќе се Италија, Германија, Франција, Шпанија, Австрија, Белгија, Швајцарија и Полска. Постепено Jeep ќе воведе модели и во останатите пазари, а во Македонија моделот ќе биде достапен од почетокот на следната година. Мощнофункционалното семејство на Fiat Tipo, како што оваа гама ја нарекува незиниот производител, вклучува лимузинска изведба, хеджбек и караван. Во оваа прилика ви ја представуваме хеджбек извидбата со која Fiat Tipo се враќа во C-сегментот, кој се уште и покрај офанзивата на кросоверите и субкомпактните, сепак е мощно популарен во Европа и кај нас. Едноставен, простран и пред се мощно поевтин од конкурентите, има големи шанси да стане достоен наследник на онаа прва генерација, која го воодушеви светот кон крајот на 80-тите години на минатиот век. А дали се сеќавате на овој модел на Tipo, кој по многу нешта беше пред своето време, како по прашање на концепцијата, така според пространоста и опременоста, па ако сакате и неповторливиот стайлинг. Ова не остана незабележано и од специјализираните новинари, кои во 1989 година го прогласија за автомобил на годината во Европа. А тоа се случи и со купувачите. По овој модел беше продаден во над 2 милиони примероци. За жал по него Fiat не успеа да оствари сличен комерцијален успех во овој сегмент. Наследниците Браво, Брава, Стило, па повторно Браво од 2007 година не доживеа таква слава. По се изгледа долго се размислуваше за соодветен одговор, за да на крајот сепак пристигне новиот Tipo, кој според конструкцијата, имплементираните технологии, стилот, на свој начин се приближува на софистицираните изведби од овој сегмент. Секако не е во ситуација директно да им се спротистави на перијаниците во класата Golf 7, Astra, Megane или 308, кои ги донесоа своите остварувања до перфекција, но сепак има своја дути, а еден од најголемите е она што го нуди за вложеното.
Не би било нескромно да потенцираме дека еден од атрибутите на новината секако е дизајнот, подготвен за сите идни предизвици. Новиот Fiat Tipo, рака на срце, може да ги вкрсти ракавиците со конкуренцијата. Под дизајнот се подпишува италијанското студио Centro Stile Fiat во соработка со турскиот Tofaş R&D, кој е еден од најголемите истражувачки и развојни центри на групацијата FCA. И комплетната реализација на возилото е во фабриката во Бурса, еден од најнапредните светски погони кој го доби признанието World Class Manufacturing. Согласно современите трендови и можностите да се направи 3 во 1, хетчбек верзијата не се разликува, се разбира само во задниот дел од прво лансираната 3-волуменска лимузинска креација. Дури би додале дека изгледа мощно привлечно, зрачи едноставно од него италијанскиот дух, иако е комплетно создаден во Турција. Во предниот дел доминира маската со специфична решетка, а хетчбек варијантата има светлосна група која интегрира дневни лед светла и хромирани додатоци околу халогенските фарови и магленките. Боковите се разбира сосем поинакви со оглед на пресечниот заден дел, кој овде не е онака класичен, туку малку модифициран, за да биде поатрактивен, но и пофункционален. Задната светлосна група малку подсетува на Алфа Джулета, како и спойлерот на самиот врв на вратата и неколку нервозни, но мощно симпатични, би рекле со италијански шмек, релјефни дополнувања и вдлабнатини. Кога сме кај ваквиот вид на модификации, би ги споменале и оние на капакот на моторот, па на крилата, на покривот, а се чини благодарејќи на ова Tipo има аеродинамичност каде отпорот на воздух изнесува 0,29. Покрај ова треба да се напомене дека со 4,36 метри овој хетчбек е меѓу водичките во гамата. За комплетниот филинг, барем на тесниот модел што го имавме, тука беа 16-инчните тркала. Едноставноста во дизајнот во екстериерот, која навистина плени на свој начин, ја продолжува својата пристапност и во интериерот. Многу елементи од внатрешноста на Tipo се пресликани од некои модели од гамата, но сепак се е на свое место. Па веднаш да потенцираме за високиот степен на ергономичност и конечно, можеби заради турците, Фиатовата добра завршна обработка. Прегледните аналогни инструменти, меката пластика на инструменталниот панел и средишната конзола, крајно добро профилираните прекинувачи, копчиња, кругови за регулирање на климата, заслужуваат пофалба, а згора на тоа со кожа преслечен управувач кој добро ни легна враце. Сместен во релативно добро профилираното седиште, со доволно силни подпирачи и електронско регулирање на лумбалниот дел, на возачот му даваат можност лесно да ја пронајде посакуваната позиција. Амплитудата на регулирање на седиштата по височина е импресионирачка, па во нив лесно се адаптираат лица со различни габарити. Иако некои сакаат да го потенцираат тоа, нам интериерот не ни делува претерано лоу-каст, туку спротивно. Кон ова треба да ги споменеме и деталите од задната клупа. Како прво, задните врати се отвараат под агол од 80 степени, што значи извонреден пристап. На истата може да се сместат слободно 2 возрастни лица, па и трето во средина без да мора непријатно да ги рашири нозете поради нискиот тунел. На крајот и за багажниот простор, кој секако е со поскромни димензии од лимузинската изведба и нуди 400 литри, но со оглед на правилните форми е мощно практичен и доволен да ги задоволи потребите на едно семејство. Тоа се однесува исто така и за моторот што го имавме под хаубата на тесниот модел. Идеален за оние возачи кои минуваат десетина илјади километри годишно, но и за оние кои имаат аверзија кон дизелите. Па 1,4 T-Jet е вистинскиот. На свртување на клучот се појавува дискретен прифатлив звук. Таков останува и при повисоки вртежи, односно неговата дискретност никогаш не е доведена во прашање. Тоа не значи дека турбината не делува моќно, туку напротив, оние 206 Нм ги развива при скромни 2500 вртежи во минута. Интересно, добро забрзува и при ниски вртежи. Едноставно сите му лежат, високи или ниски, зависи од расположението на возачот, дадената ситуација и потреба.
Перформансите воопшто не се занемарливи. Декларираните 200 км на час лесно се стигнуваат, а до стотка забрзува за нешто над 10 секунди. Овде треба да се спомене и добро вкомпонираниот 6-степен мануелен менувач со добро одмерени преносни односи, прецизно водени од рачката. Единствена мана на овој мотор според нас е потрошувачката, која варира драстично во однос на отворен пат и градски услови. На отворено знае да падне и под 7 литри на 100 км, но во град знае да рипне и над 10, но со умерено возење се добиваат подобри резултати, а моторот тоа го дозволува поради својата еластичност. Податоците би биле и повисоки доколку го нема на вистина мощна ефикасниот стопен старт систем. На крајот, што не изненади уште една работа, тоа се возните својства. Модерната платформа, превземена од моделот 500X, е добра конструкција за хеджбекот, кој покажува подобар однос на удобност, ефикасност и од лимузинската изведба. Префинетоста е до тој степен што секако може да конкурира и на најдобрите играчи во класата, се разбира со одредени забелешки кои не се ниту важни за секојдневните услови на експлоатација. Особено вреди да се издвојат, барем при управувањето низ градските мешаници и паркирањето, сензорите како и добро познатиот City Mode, која зголемува електричната асистенција кај управувачот. Ова е само вовед во навистина богатото ниво на опрема ланч, за чиј волан се најдовме. Незиниот список е навистина поголем, па ваквата изведба е и со висока цена. Но во Automobile SK во моментов имаат кампања каде токму оваа изведба со сите овие додатоци, кои ги напоменавме, чини 16.350 евра. Според податоците од истражувањето на британската компанија Mitaxi, возачите кои користат претежно услуги на систем за навигација за време на своите патувања губат по 29 часа годишно поради неточните или збунувачки насоки. Анкетата на Mitaxi била спроведена меѓу 2000 лица кои имаат право да управуваат со возило, а резултатите се базирани на соодносот патувања со задоцнување. Како најголем проблем за време на употребата на навигациониот систем, учесниците го посочуваат збунувачки насоки. Сателитската навигација без сомнение е голема помош на многу луѓе, но во никој случај не е лесна за ракување, коментираат од Mitaxi, во која инвестиција има и Daimler Financial Services. Други 47% од учесниците во анкетата на Mitaxi коментираат дека во одредени случаи биле нервозни од водењето на нивниот навигацијски уред, па неретко започнале и вербален дуел со уредот, а 31% признаваат дека интонацијата поминала кон извици, исто како пред нив да има вистински човек. И покрај сериозните непријатности на моменти, 52% од испитаниците изјавиле дека го оставаат навигацијскиот систем да ги води целосно, што им помага да ги надминат тензиите од себе во однос на континуираното следење на сообраќајните знаци и табли. Се уште малкуми не обрнуваат внимание на сличните елементи од стратегијата за развојот на Тесла и одлуките кои ги воведувал Хенри Форд во компанијата која го носи неговото име во почетокот на 20 век. Всушност, сличностите се доста и во никој случај не се случајни. Како прво неголемата звезда на Елон Маск, Модел 3, исто како Модел T, кој бил носач на мобилноста за Хенри Форд, имаат заедничка ознака во името. Секако одамна не сте сретнале автомобил кој го има името Модел во називот. Ова исто така не е случајно. Растот на барањата за Модел 3 силно потсетуваат на оној на Модел T, а треба да направиме забелешка дека во почетокот на минатиот век автомобилите биле повеќе од ексклузивна стока. Понатаму, Модел T, освен што
што обезбедил мобилизација на американците, достапен за личен превоз, има и уште една заслуга. Поради него, американската влада се зафаќа да гради патишта погодни за автомобили, а дел од парите за тоа доаѓаат од даноците и акцизите, со кои се оданочува горивото на патнички автомобили. Така почнува да се гради модерната инфраструктура на САД. Кај Тесла постои сличен, но сепак различен проблем. Повторно недостасува инфраструктура до заработењето на електричните возила. И модел 3, како првиот достапен електромобил, се очекува да биде продаден во огромен тираж. Ќе се покаже средство за притисок врз владата за да започне изградбата на инфраструктурата за овој тип возила. Всушност, модел 3 само ќе го забрза овој процес, бидејќи тој веќе започнал. Во моментов во САД има 42.011 станици за електрични возила, лоцирани главно во крајбрежјето на Атлантскиот и Тихиот океан. Ако Тесла успее да ги исполни плановите на Маск да произведува по 500.000 електрични возила годишно во 2018, тогаш модел 3 секако ќе ги повтори успесите на Ford модел T и ќе влеземе во една нова и интересна ера од развојот на автомобилската индустрија. Кога автомобилските компании сакаат да го привлечат вниманието на публиката и да укажат на иднината, тие градат несекојдневни концептни модели со признак вселенски. А кога НАСА ќе одлучи да примени иста техника, резултатот е без сомнение највселенски прототип во историјата. Овој концепт беше представен во Вселенскиот центар Кенеди како дел од промоцијата од агенцијата Summer of Mars. Всушност, тој не е комплетен развој на НАСА, туку е создаден од тюнинг компанијата Parker Brothers од Флорида со поддршка на инженери од воздухопловната агенција. Познавачите откриваат во него доста сличности со Бетмобилот од трилогијата на Кристофер Нолан. Од НАСА објаснуваат дека концептот ќе се движи од 700 волтни батерии, а погонот ќе може да се напојува и преку соларни панели. Тој може да се подели на два дела. Предниот би се користел за истражувачки мисии, а задниот би бил стационирана лабораторија. Машината нема ништо заедничко со вистинскиот Марс мобил, кој НАСА планира да го испрати на Марс во 2020, кој изгледа далеку поздодевен. Целта на концептот е најмногу да привлече внимание кон плановите на агенцијата за идните истражувања на црвената планета. Volvo XC60, кое е опремено со најсовремени системи за безбедност, има моќ да ги промени човечките судбини. Дали е тоа вистина, доволно е да ја видите приказната за малото девојче што тргнува на училиште за прв пат. Додека оди по патот кон училиште, таа ја замислува еднината, сонува како ќе порасне, ќе патува во светот, ќе создаде семејство и ќе има деца. Сето ова одеднаш запира во моментот кога девојчето преминува улица, а кон неа надоаѓа Volvo XC60. Системот за безбедност на XC60 го регистрира детето и веднаш преминува на автономно запирање на автомобилот. Така го спречува ударот кој би го променил целиот живот на детето и неговото семејство. Видеото завршува со заклучокот дека понекогаш моментите кои никогаш не се случуваат имаат најголемо значење. Повеќе од 1,2 милиони лица гинат во сообраќајни несреќи годишно во целиот свет. Во Volvo веруваат дека визијата за иднината без загинати и сериозно повредени наскоро ќе стане реалност. Комплексот од системи за безбедност City Safety во новото Volvo XC60 е надграден и дополнет со автоматски состави на управувањето Steer Assist. Новата функција Oncoming Lane Mitigation вклучува автоматско вртење на воланот за да се избегне директен судир, а Blind Spot Indication System, систем за откривање на потенцијална опасност во слепата точка на возилото, го активира автоматски вртењето кога има ризик при влегување во поблиска лента на движење. Дури 99% од сите несреќи се предизвикани од човечки фактор. Од Volvo се убедени дека интеграцијата на новата генерација
новите системи за безбедност, ќе го намали влијанието на човечкиот фактор при сообраќајните несреќи. Фирмата The Boring Company, основана од шефот на Tesla Motors Илон Маск, покажа фотографии на електричен микроавтобус. Ова ќе биде главното возило според Маск од новиот систем за подземни комуникации под големите градови. Засега Маск и неговите луѓе не откриваат детали за прототипот, но според неофицијални податоци, тој презема технологии и агрегати од електричниот кросовер Model X. Покрај тоа, машината е опремена со систем за автономно движење. Уште пред 2 недели Маск покажа за време на конференцијата Technology Entertainment Design во Ванкувер нова концепција за транспорт. Идејата е во големите градови да се копаат специјални тунели во кои автомобилите ќе се движат на специјални платформи, а ќе има и специјални изведби за транспорт на луѓе. На тој начин ќе се избегнат метежите, а ќе бидат растоварени и метроата. Според американскиот предприемач, распоредувањето на овој систем суштински ќе го намали притисокот врз надземните автопати и ќе го скрати времето што возачите го поминуваат во сообраќајниот метеж. Во подоцнежна фаза тунелите ќе бидат споени со вакуум систем за суперсоничните возови Hyperloop, кои во теорија ќе може да се движат со брзина до 1200 км на час. Генерално, реализацијата на проектот ќе чини околу $6 милиарди. Ветано сторено. Најстарата Ford Fiesta во Македонија го доби својот нов лик, благодарение на македонскиот импортер за синиот овал Mida Grand Motors, како дел од активностите по повод кампањата за прослава на 40 годишнината од постоењето на несомнено еден од најпосакуваните модели, потрага по најстарата Fiesta во Македонија. Приказната за реставрација започна пред 5 месеци во салонот на Mida Grand Motors, кога беше презентирана најстарата Ford Fiesta во Македонија во својата првобитна состојба собственост на семејството Тодоровски од Скопје. Наследена од дедото и доста години постара од него, најстарата Ford Fiesta со незиниот сегашен собственик ја врзуваат многу убави спомени од детството. Токму затоа Бојан Тодоровски од Скопје е пресреќен што возилото и понатаму ќе остане во собственост на семејството. Ford Fiesta е произведен 1976 година, имено и првата генерација од овој модел. Беше во собственост на мојот дедо, кој имаше специјална поврзаност со неа. Во последните неколку години не ја возевме, дури и членови од семејството сугерираа да се отуги. Но кога ќе се сетев на љубовта која имаше мојот дедо кон оваа Ford Fiesta, едноставно не може да дозволам да се случи такво нешто. Сосема случајно слушнав за кампањата потрага по најстарата Fiesta во Македонија во соработка со Mida Grand Motors и Ford. Кога ми се јавија да ми соопштат дека мојата Fiesta е најстарата и следува враќање во полн сјај, бев пресреќен. Сега кога ќе видам какво ремек дело направија луѓето, од ова возило сум без зборови. Вратена е во полн сјај, надвор и одвнатре. Едноставно немам зборови со кои можам да се заблагодарам на Mida Grand Motors и брендот Ford. Ќе ми биде чест и задоволство да ја возам уште најмалку барем 40 години. Петмесечниот процес на обнова на ова возило беше навистина макотрпна работа за целиот тим на Mida Grand Motors. Автомобилот беше, како што се вели, претресен до штрафче, за да се доведе во посакуваниот сјај. Во детали беше дотеран моторот, додадени елементи кои недостасуваа во оној првобитен лик, а и обновена во целост каросеријата. Еден од постулатите на кои се базира брендот Ford е грижата на собствениците на нашите возила. Со оваа кампања сакавме да им покажеме на нашите собственици дека и после 40 на години ние мислиме на нив и се грижиме за нив. Посебно ни е драго дека се работи за моделот Ford Fiesta, кој е убедливо најпродаван во својата класа во Европа и цела Македонија. За 40 годишнината од првата произведена Fiesta, ние се земавме задача да пронајдеме автомобил кој е најстаро произведен и е продаден во нашата територија и во тоа успеавме со тоа што најдовме возило од 1976 година и го вративме во полн сјај
И со ова го одбележуваме историското значење на овој модел и поставуваме нови стандарди за иднината на брендот, а и на нашата компанија. Горди на оваа кампања, Мида Гранд Моторс уште еднаш го потврди еден од главните постулати на кои се темели брендот Форд – грижа за собствениците на возилата. На овој начин, македонскиот импортер на навистина свој начин стана дел од 40 годишнината на субкомпактот, кој освојува со некоја волшебна моќ во светот и е еден од најпродаваните во својата класа.